Здраво! Ноември истекува, божикната атмосфера се повеќе се загрева, па во едни такви празнични вибрации нека протече и ова црвило. Ова се денешните теми. Во модата има многу дизајнери, но малку уметници. Роџер Вивиер е дефинитивно еден од ретките талентирани реформатори во модата кои што донесоа толку многу новини, толку многу промени на кои што денес се поклонуваат дамите ширум светот. Да ја запознаеме и да ја откриеме тајната на неговата умешност. Титулата реформатор не ја заслужува секој, но Роџер Вивиер, основач на истоимениот бренд со својата работа, апсолутно го оправда нејзиното значење. Роџер Вивиер е првиот дизајнер на чевли кој започна соработка со модни брендови, при тоа зачувувајќи го своето вистинско име. Неговата линија за Кристијан Диор беше лансирана во 50-тите години на минатиот век, а листата на соработки ги вклучува Елза Скиапарели, Пиер Балман, Ив Сен Лоран и други. Неговите успеси во светот на модата може да се споредат со актуелниот црно-црвен модел на Кристијан Лобутин, со таа разлика што Вивиер дизајнираше must-have модели, уште во 1954 година. Тој е креатор на моделите Китон Хил и Вургул. Дизајнерот својата љубов кон геометриските облици и архитектурата ја користеше во создавање на уметнички дела, користејќи органтин, полирана кожа, тантела и пердови. Славата ја стекна со лансирање на чевлите Бакл, со квадратен врв и метално копче на горниот дел, модел кој го прослави Кетрин Денев во филмот Бел де Жур. По смртта на Вивиер во 1998 година, на местото креативен директор во брендот е назначен Бруно Фрисони, кој продолжи со креирање на ексцентрични, а сепак забавни модели. Како неисцрпна инспирација, тој ги истакна токму моделите на славниот дизајнер. Мојата инспирација е Роџер Вивиер. Ги разгледувам чевлите за да создадам модели кои ќе бидат интерпретација на неговата визија, чувајќи го духот и филозофијата на брендот. Токму затоа, тој повторно го лансира познатиот медал Бул, креиран посебно за Марлен Дитрих во 1954 година. Овој модел на чевли се ниски, украсени со шлјокици и кугла наместо пета. Истите подоцна послужија како инспирација за лансирање на колекција чанти. Брендот инспирацијата за своите модели не ја гледа само во богатото минато, туку напротив, новите модели имаат своји музи, како што се Карла Бруни Саркози и Мирослава Дума, додека Инес де ла Фресанж останува амбасадорка за Роџер Вивиер. Инес не е само амбасадор, таа е и муза и партнер со брендот. Го обожавам нејзиниот ентузијазам и шарм, таа е сршта на францускиот стил, бидејќи знае како истовремено да биде женствена и да го задржи детскиот шарм, истакнува Карла Бруни. Наследството на Роџер Вивиер и денес е инспирација за голем број дизајнери. Минатата година во парискиот Палас де Токио беше одржана ретроспективна изложба, прва по 1987 година. Негови фанови се и голем број холивудски звезди, кои најчесто ги комплетираат стајлинзите за појавување на црвените килими токму со моделите на Вивиер. Францускиот бренд е еден од најомилените брендови на Кейт Бланшет, Джесика Честан, Натали Портман, Джулија Робертс, Джулијан Мур и многу други. Трговските центри, стоковните куќи и воопшто продавниците за широка потрошувачка низ светот први почнаа да го шират божикното расположение. Стоковната куќа Хароц направи прекрасна декорација на нивните излози. Еве како изгледаат. As the crisp Christmas night falls over the city, the mice come out to work. They're busily preparing for Father Christmas's inspection. Стоковна куќа Хароц. Божикен дух. Божикниот дух веќе зафати голем дел од светските брендови, а на празничното расположение последно им се придружи и стоковната куќа Хароц. Нивните излози се претворени во вистинска магична бајка.
составена од безброј светилки, виштачки снег, играчки, но и фантастични креации од последните колекции на светските дизајнери на кои е ставен целиот акцент. Во креирање на излогот на познатата стоковна куќа учествуваа некои од најпознатите светски дизајнери како Стела Мекартни, Метју Вилијамсон и Ботега Венета. Приказната која што се провлекува во позадината на сите овие приказни е онаа на малото глувче Питер Памперкникел и неговиот имагинарен свет, а за тоа како тој го спасува Божик во стоковната куќа Хароц беше снимен и краток анимиран филм. Во име на магичниот анимиран филм, дел од празничните излози на Хароц се токму и тие мали сладки глувчиња, од кои особено се фасцинирани малите дечиња. Дел од празничната кампања на стоковната куќа е нивната одлична акција во која тие го праќаат глувчето Питер да патува низ различни оддели, пошто сите оние што купуваат мораат да го најдат, да направат селфи фотографија и истата да ја објават на Инстаграм со хаштагот Harrods Christmas. Discover the land of make-believe at Harrods this Christmas. Големото актерско име Марион Котијар долги години е заштитно име на Диор, а нејзината последна реклама плени со елегантност и грациозност типични за овој моден бренд. Long bright legs, folding a secret in their web. You're in a deck chair, and the smile you wear so slowly takes me bare. A dash of flesh in your eye, and a snapshot of your veins. A pair of long bright legs, sitting on a powder keg, just a snapshot of my hand. Француската актерка и долгогодишно заштитно лице на Диор Марион Котијар го корежираше новото промотивно видео на брендот Snapshot од LA, во кој освен што се појавува, ја пее и музичката тема. Марион на песната соработуваше со Джозеф Маунт од електробендот Метрономи. Облечена во црн комбинезон од колекцијата Круси 2015 на Диор, Марион шета, танцува и се излежува покрај базентот на модерната куќа, додека во позадина се слуша пеењето на Котијар, која е мешавина на француска шансона и експериментален и модерен звук. Акцент е ставен на новите верзии на чантата Lady Dior. Видеото заедно го изработија актерката и режисерот Елиот Блис. Are you gonna ruin my
Парфимерија Dior, затоа што вие тоа го заслужувате. Footprints on my glass, handprints and good grips all on my ass. Private show with the music blasting. He like to call me peaches when we get this nasty. Red wine drip, built talk that trash. Chauffeur eavesdropping, trying not to crash. Water daddy, daddy, now you rip my fat. Oh baby, baby, be sweating out my hat. Took 45 minutes to get all dressed up, and we ain't even gonna make it to this club. Погледнеме уште една прекрасна божикна декорација на стаковните куќи Барнис, а овој пат режисерската палка е во рацете на Бас Лурман. Ако сте ги гледале филмовите на австралискиот режисер Бас Лурман, запознаени сте со неговата спектакуларна естетика, во која делумно допринесува неговата креативна сопруга и костимографка Кетрин Мартин. А вака изгледа кога Лурман во својот стил ќе ги декорира божикните излози на луксузната њујоршка стоковна куќа Барнис. Продавницата на авенијата Медисон изгледа спектакуларно однадвор, со богато декориран златен венец, со две празнични кралици, а потоа бајковитиот израз на Лурман се забележува на излозите и во интериерот. Целиот проект всушност е мултиплатформа наречена Buzz Dazzlet, а опфаќа и осмислување на божикни настани, лампиони и орнаменти, детски играчки, амбалажа за украсување, подароци и предмети за уредување на домот. И самата забава по повод отворањето на празничната декорација на Барнис
беше во стилот на филмовите на Лурман, Мулен Руж, Големиот Гетсби, Ромео и Јулија, микс на музика, танц, уметничко лизгање и театралност со заслепувачки сјај. Знам дека декември ќе ви биде исполнет со предновогодишни забави, журки, коктели, пак имате потреба да бидете елегантни и да имате убави фризури. Ако веќе ја третирате вашата коса следните 30 дена, треба да знаете и како да ја негувате. Еве неколку основни правила при домашната нега на косата. Cali, here we come, escape from nowhere, USA. Say goodbye to white picket fences. Say hello to palm trees and Benzes. They say you gotta fall, they have it all. No, we don't want two kids and a white. Секоја жена сака да има коса мека како свила, раскошна и заводлива. Но дали сте сигурни дека правилно се грижите за својата коса? Па дури и дали правилно ја сушите или чешлате? Слушнете ги овие основни правила за одржување на косата и проверете дали правите некаква грешка. Косата не треба да се мие повеќе од 3 пати неделно, но ако морате, таа сепак може да остане здрава и убава. За сите типови коса, најважно е да бидат негувани со квалитетни препарати, кои истовремено ја зацврстуваат и обновуваат косата и кои го спречуваат кршењето. Шампонот нанесувајте го само на прамените и не шампонирајте го претерано останатиот дел од косата. Ако почнете премногу да го триете остатокот од косата, особено на врвот од главата, ќе ви се направат многу заплеткани јазли. Убаво измијте ги краевите од косата затоа што во тие делови се собира нечистотијата и маснотијата, а должината на косата е доволно само да ја натопите со пена. Никогаш не чешлајте ја косата додека е сосема влажна. Нежно впијте го остатокот од водата со пешкир, без триење. Поминете со прстите низ косата и отплеткајте ја откако ќе нанесете регенератор. Тогаш можете да ја исчешлате, но користете квалитетна четка за коса. Четката за коса не мора да биде скапа затоа што најважно е да има заоблени врвови, а не шилести. Со горниот дел од дланката проверете колку е четката груба или нежна. Меката четка најмалку ја оштетува косата. Косата измијте ја со што е можно по студена вода, која ќе ги измазни влакната и ќе ги направи пукнатините минимално видливи. Откако ќе ја измиете и расчешлате косата, исушете ја со пешкир. Пешкирот не го замотувајте во турбан заедно со косата и немојте да ја триете бидејќи ќе се заплетка. Бришете ја лесно од коренот кон врвовите. Пред да започнете да ја сушите косата, намачкајте ја со масло, крем или спреј за термална заштита. Така ќе го спречите пукањето на врвовите. Изберете фен за сушење коса со јачина од најмалку 2000 вати. Овие фенови сушат брзо и не прегоруваат.
Фенирајте со четка со синтетички влакна, нежно повлекувајќи со неја низ косата и држејќи го фенот на оддалеченост од 5 см од косата, за да не ја оштетите. Бидејќи речиси сите бои за коса содржат пероксид, која уништува еластичноста на косата и предизвикува пукање на врбовите. Нанесувајте боја само на коренот, а потоа расчешлувајте до врвовите, оставајќи да дејствува неколку минути. За да изгледа косата свежо подолг период, користете шампуни наменети за бојадисана коса. Ако имате проблеми со првот, измешајте неколку капки етерично масло од розмарин со 2 лажици маслиново масло. To the left, to the left. To the left, to the left. To the left, to the left. Everything you own in the box to the left. In the closet, that's my stuff. Yes, if I bought it, please don't touch. And keep talking and that's fine. But could you walk and talk at the same time? Then it's my name that's on that tag. So come move your back, let me call you a cab. Standing in the front yard, telling me how I'm such a fool. Talking about how I'll never ever find a man like you. You got me twisted. You must not know about me. You must not know about me. I could have another you in a minute. Matter of fact, he'll be here in a minute, baby. You must not know about me. You must not know about me. I can have another you by tomorrow. So don't you ever for a second get to thinking irreplaceable. So go ahead and get gone. Call up that chick and see if she's home. Oops, I bet you thought that I didn't know. What did you think I was putting you out for? Because you wasn't true. Rolling her around in the car that I bought you. Baby, drop them keys. Hurry up before your taxi leaves. Standing in the front yard, telling me how I'm such a fool. Talking about how I'll never ever find a man like you. Got me twisted. You must not know about me. You must not know about me. I could have another you in a minute. Matter of fact, he'll be here in a minute, baby. Дами, дозволите си ги најдобрите третмани за слабење, релаксирање и антицелулитни масажи. Хит во светот, Криполиза, слабење без диета. Само со еден третман изгубете 25% од масните наслаги. За секогаш ослободете се од целулитот на брз, природен и безболен начин со примена на LPG третманите. Липосукција без операција, со кавитација, трајно отстранување на влакна, капилари и брчки. Проширените пори, белези, акни, нека станат минато за вас. Имајте совршено лице и подмладете се со новиот Криодерм третман. To the left, to the left. To the left, to the left. To the left, to the left. Buena, buena. Buena, buena. Porte casuna con un stemma a rete, una cuppolella che vi si era alzata, passa scampaniando pattuleta. Дек дош, пак у Иваница кјош. Иваница се Иваница, теписи разни, за дневни, за спални, за бајни. Чинаш, ке ти проговора, как си постеляш, така ке ти лича. После сите врвеле у Иваница, ке врват. Buena, buena. Buena, buena. За сите романтични души и за оние со многу длабок джеб, еве го домот на господин Дарси, нашиот главен јунак во романот на Джейн Ейр, Гордост и предрасуди. Раскошниот имот чини 7 милиони фунти, па ако ги имате во раце, имотот ќе биде ваш. Buena, buena.
Луксузниот имот на господин Дарси, кој сите имаме впечаток дека сме го виделе благодарение на гордост и предрасуди, на британската авторка Джейн Остин, сега се продава, и тоа за 7 милиони фунти. По овој повод во странските медиуми се појавија фотографии од кои можеме навистина да видиме како изгледа ова раскошно здание од 18-тиот век. Сегашниот собственик е Клифорд Нјуболт, кој имотот го купи пред 15 години за 1,5 милиони фунти. Кога го купивме пред 15 години се влюбивме во имотот и се трудевме кон него да се однесуваме со најголемо можно внимание, за да го задржиме шармот што му го дава и прекрасната околина и импозантната архитектура. Но нашиот татко оваа година полни 90 години и веќе нема толку енергија како порано. Па одлучивме дека дојде време имотот да го дадеме во рацете на некој кој ќе може да му го посвети сето време на овој свет, се вели во соопштението на семејството Нјуболт. Инаку имотот Wentworth Wood House се наоѓа во Јужен Јоркшир, на северот на Англија и е најголемиот приватен имот во Европа, со големина околу 1.000.000 квадратни метри. И покрај ексклузивноста што ја носи сам по себе, времето си го направило своето. Па тој што ќе го купи ќе има дополнителни трошоци од 42 милиони фунти за да се направат неопходните поправки во домот. Раскошното здание има дури 365 соби, а деловите од вилата се толку многу оддалечени еден од друг, што ви треба една голема прошетка да стасате на саканото место, поради што еден дел од куќата е наречен The Village. Во времето кога бил изграден околу 1725 година. Имотот го градел првиот маркиз Рокингам за себе и своето семејство. Кој ќе биде новиот собственик останува да видиме, а во продолжение еве дел од убавината на прекрасниот имот што ја инспирираше и легендарната Джейн Остин. Ако се сметате за модно освестени и доволно храбри, еве еден тренд кој што зазема голем замав и станува збор за кратки чорапи врз хулахопки. Смелите девојки од улиците на големите модни центри и блогерките удамна наметнуваат трендови кршејќи ги строгите стилски правила. Па така, веќе не е табу комбинацијата на темно сина или кафена со црна боја, спојот на неколку видови на шари и принтови, бели чорапи со црни чевли, длабоко деколте со голем шлиц, шорцеви во зима и друго. Меѓу нив е и правилото за косите чорапи кои се носат само со панталони и на боса нога. Но новите модни икони покажуваат дека чорапите до глушт може да се применат во елегантна и шик варијанта, врз хулахопки и со посвечени чевли. Дел од нив ги комбинираат со кломпи, некои со салонки, а трети со куси чизмички, оставајќи намерно да надзираат чорапите. Веќе неколку сезони позната е праксата на носење на сандали со чорапи, а во случајов инспирирани од идеите од модните писти, тие може да добијат и пософистицирана верзија со посвечени сандали и чорапи. Ова е додаток што им прилега на девојки со искрен и уникатен личен стил, кои не се модни жртви и кои знаат да ги износат парчињата. Па така, воопшто нема да биде чудно ако една ваква девојка ја видите во молив здолниште, кошула и палто со чевли, оксфордки и куси чорапи, или со миди здолниште, блузон и салонки споени со чорапчиња. Предпоследното црвило од ноември заврши, се гледаме за 7 дена. Пријатно! Buena.
square that move.